Добро утро во ова предпладневно 8 мартовско секојдневие. Ние сме на автобуската станица во Прилеп. Јас нема да патувам, ама нашата соговорничка сигурно во текот на денот ќе патува, тоа е и работата. Уште еднаш работи во автобуската станица и постојано е на линијата Прилеп-Скопје. Жаклина има уште еден раритет. Вие сте единствената жена возач на автобус во меѓуградски линии. Зошто возач на автобус? Вие имавте порано друга професија. Како дојде до тоа? Најпрво да им посакам добро утро на сите гледачи, среќен 8 март на сите дами. Да станам професионален возач беше животна желба, така да кажам, уште од дете, пошто татко ми беше возач и едноставно сакав да го наследам. И во текот на животот немав така среќа, да речем, да работам како возач, работев во текстилна индустрија. Побарав работа во Прилепска автобуска, порано ми рекоа дека угледот на фирмата да не се урни ако има жена возач. Потоа во Скопје во ЈСП побарав работа и требало да имаш некој вработен таму, па да може да те вработат. И така да мислев дека на мојата, да речем, кариера за возење и нема надеж. Но пред година дена, кога почна Роман да ги вози линиите од Пелагонија Трансфтовеа, и имаше оглас, конкурирав и му благодарам на Жарко што така да речам со доверба пристапи и успеав да речам да се докажам и дека можам и дека знам дека умееш. Да. Ова е обично велат машки свет. Од друга страна сигурно имаше скептичност и скепса. Има ли уште кога ќе видат вие го возите автобусот? Па на почеток имаше многу. Да кажам една случка на тргнување од тука од Прилеп и ми вика една жена: "Ау, ти ќе возиш?" Да знаев, не купував карта. И тоа од жена? Да, и тоа од жена. И па и викам: "Господјо, може да ја смените, значи ако се чувствувате несигурно." Не рече. И после во Скопје кога стигнавме, вика: "Ја многу се извинувам што бев скептична, секоја ти чест." И дури следниот ден се враќаше исто со мене и дури радосна така: "Јас пак со вас ке си идам." Убав потик. Да. Може ли и камион да возите? Да. И за категорија имам, така. А во случајот кога патувате, кога сте на пат, сигурно мора да се внимава на многу работи и сепак ова е одговорна професија. Да, сепак е одговорна професија. Јас што викам, одговараме за животите на сите патници што се во возилото и мора да бидеме внимателни и присебност. Едноставно има секакви ситуации, присебно во секој момент. При нашиот договор спомнавте дека ви велеле можеби треба да одите во странство, таму се прифатени жените. Меѓутоа остана. Да, значи пошто сакав да бидам возач и ми викаја надвор скоро секаде возат жени, и тоа повеќе жени возат автобуси отколку мажи. Ама јас сакав тука, посебно да речем во Македонија, односно Прилепот, пошто мислам дека нема во Прилеп друга жена возач. Сега гледам доста млади полагаат за камиони и тоа ме радува. Инаку во Македонија мислам дека се 4 на автобуси, мислам дека ја 5 градски сообраќај, а за камиони ги има доста, затоа што возат заедно со нивните сопрузи. Возат како поддршка. Да. Тоа е добра. Да, возат и надвор, да речем, од Македонија. Татко ви ваш беше возач на автобус, наследивте сите тајни ви ги пренесува. Која е вашата порака до жените, 8 март? Никогаш да не се откажуваат од тоа што сакаат. Значи, јас сепак требаше да чекам некои си 20 години за да исполнам животната желба.
и никогаш да не се откажуваат, никогаш не е касно и им посакувам среќа на се што сакаат да успеат да направат. Жаклина, и вам ви посакувам среќа, а еве јас и нашиот снимател гледам и колективот, сака да ви го честита празникот, па еве го користиме моментот. Од името на вработените на Лагонија бус и автобуска станица, прилепти го честитам на осмонат. Ви благодарам. И посакувам многу среќни километри. Благодарам. Жаклина, и ние ви посакуваме многу среќни километри, добар пат, а сега да ве оставиме на вашата обврска. Ете, тоа беше Жаклина Андоновска, професионален возач на автобус на меѓуградските линии. Да кажеме ние дека денеска од 14:30 часот Жаклина има обврска од Прилеп па да тргне за Скопје со своите патници и својот автобус, а треба да стигне околу 17 часот. Значи, очекувајте ја Жаклина на автобуската станица во Скопје околу 17 часот со својот автобус, со својата редовна обврска за возење. А за крајот на ова наше вклучување, искрено да бидам, ми паѓа на памет познатиот хит на Джеймс Браун, ова е машки свет, но ништо не може така да биде добро ако не е жената, ако не е девојката. Студио. Така е, Бети, така е. Ти благодарам. Благодарам и за ова вклучување, продолжуваме понатаму.